Деталите за Евровизија од прва рака ќе ги дознаеме од Јана Бурчевска во четврточното издание на Урбан Так, каде што исто така се поканети и Даниел Кајмаковски, како и Владко Лозановски. Дали ќе дојдат и ќе се одлажат на поканата, не знам, од Јана имаме сигурна потврда. Во продолжение ќе разговараме за нешто што ќе се случува во Скопје, насловена како Денот Т. Кога го видов самиот наслов ми привлече внимание да отворам веста, па тоа најверојатно е нека пиар стратегија за добро да се продаде самиот настан. Но за каков настан станува збор? Зашто ќе зборуваме во студиото, ќе ни открие Дарко Крстевски. Најпрво, добре дојде. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. Да кажеме само од Sun Production. Да. Зошто Sun Production, зошто ви текне елементално да ги донесете во Македонија, да го направите ова Денот Т? Зошто не ви текне цеца вие да донесете? Повеќе ќе се наполни за пари, пример. Па има други што ја носат цеца, тоа не е нашиот стил на работа, ние пред се промовираме урбана и квалитетна прогресивна музика и тоа е нашата публика, тоа е нашата целна група и тоа се настаните кои што ги работиме, сме ги работели и планираме и понатаму да ги работиме. Дарко, јас ќе се навратам на нас, пред да почнеме да коментираме за Денот Т, што ќе се случува, како ќе се случува, зошто ќе се случува, како што кажа и ти, носите урбани имиња, носите имиња кои навистина нивната музика е прогресивна и така натаму. Да, и пред се актуелни имена, кои се актуелни во моментот. Кој се до сега беше во Македонија донесен од вашата продукција, ме интересува? Па, ние постоиме 11 години, сме направиле многу настани. Пред се носиме диџеи, промовираме електронска музика, но и урбана музика. И не само урбана музика, туку целата таа урбана култура и урбан начин на живот се обидуваме да го донесеме поблиску до македонската публика. И се надеваме дека за сега сме успешни во тоа, тоа го покажуваат нашите настани. Така. Но што е карактеристично за вас е дека сте едни од ретките, па патем да не кажам и единствени кои ја застапувате електронската музика во Македонија. Па да, не сме единствени, но сме кои што ја застапуваме електронската музика во Македонија, но сме единствени кои константно го правиме тоа. Значи имаме скоро во просек по еден настан месечно, носиме доста актуелни и познати диџеи. Минатиот месец во февруари ни беше гостин Пако Асуна, кој моментално е крем дела крем на техносцената, на светската техносцена, можда во топ 5 диџеи кои пуштаат и прават техно. Тоа беше многу значаен настан за Македонија и за техносцената во Македонија. Крстевски, колкаво е задоволството да носите нешто што е сосема поразлично во Македонија од она стандард и клише која се продава како алба, а вие да се борите со таа дива конкуренција, би нарекол, би ставил сето тоа во наводници, и таа конкуренција која дефинитивно е во огромен број, но се пак ја кажам, тоа е се клише. Вие правите нешто поразлично, ама треба и тоа да го наметнете кај публиката. Колкаво е задоволството, колкава е тежината? Па, да бидам искрен, навистина е тешко во овие моменти во Македонија да се промовира нешто што е поразлично, нешто што е актуелно. И од друга страна што има ограничен број на публика и слушатели и луѓе кои би ги посетиле тие настани и пред себе купиле влезница. Доста тешко е, но се справуваме. На крај крајева мотивот и желбата да донесеме нешто ново и актуелно е поголем од се и се надевам дека досега успешно го правиме тоа. Ако досега успешно го правите тоа, дали некогаш би се откажале и дали вечито или за секогаш еве да кажам ќе имате сили вака да се борите со сето она што се случува, или некогаш ќе кажат ајде доста е, толку е, ја не можам да се замарам веќе? По многу пати сме го кажале тоа, но по некое време повторно се враќа желбата, енергијата, мотивот. Имаме добра екипа, луѓе кои го прават, кои пред финансиското е ова е бизнис, но за нас е малку повеќе од бизнис. Што значи малку повеќе од бизнис? Одма ќе те стопраме да прашам. Што е тоа? Верувам дека е представува и љубов, ама верувам дека нешто љубов, нешто што не исполнува, што не прави срекни, што. Кога е вашата соработка со медиумите? Затоа што еве, кога доаѓа Мирослав Пилик во Македонија, или кога доаѓа, што знам, некоја квази фаца, да не набројувам сега, мислам, се тоа квази фаци, но сепак се фаци кои постојано можеме да ги видиме тука. Кога доаѓаат тие во Македонија, дефинитивно се крева една голема пиар стратегија, па се пишува, па медиуми контактираат, па ексклузивни интервјуа, па чуда, па се. Колкава е вашата соработка со медиумите, колку медиумите вас ве бараат, како што ги бараат за интервју продукциите кои ги носат Мирослав Пилик и компанија? Мислам дека е неспоредливо тоа. Многу помалку сме застапени во медиумите. Можда и дел е тоа наша стратегија. Зошто? Пред се
покрај тоа што се трудиме да имаме квантитет, многу поважно ни е да имаме квалитетна публика. Публика која знае на што доаѓа и публика која имаме едно мото кога еднаш ќе дојде некој на наш настан, 90% од тие што дошле еднаш почнуваат да доаѓаат константно на нашите настани. И на наше огромно задоволство и што не е често, има луѓе што доаѓаат на различни стилови на музика, но доаѓаат на сите настани. Дали ме разбера за разлика дали носиме некој, например како сега Elemental, некој хип-хоп состав, или носиме некој техно диџеј, некој транс диџеј, има луѓе што ги посетуваат сите настани. Пред да се префрлиме на Elemental, јас секако би застанал кај диџеите. Во Македонија имаме диџеј колку ти душа сака. Буквално имаме каков сакаш, од најпрофи до некој што вчера ја купил миксетата или ја изнемил, тоа е нели познак прашалник, е станал диџеј. Од друга страна ги имаме овие големи музички имиња кои се застапени од ваша страна и се донесени во Македонија. Кој победува во таа трка да има повеќе публика? Па се разбира, гостите најмногу влечат публика, но има и во Македонија работиме со многу тесен круг на диџеи кои се домашна поддршка на нашите настани. За да дадеме шанса на некој да биде домашна поддршка на одредено големо име што доаѓа од странство, треба на вистина да го бива. Да. И така да Им давате ли, како се вика тоа, шут по гзот по задникот, се извинувам, на оние кои всушност ете купиле вчера миксите или знаемиле па се појавиле? Не даваме шут по задникот како што се изразивте, туку им кажуваме да продолжат да работат. Не се знае кој може утре да исплива пред сите. Да биде популарен? Да, не само тоа што да биде популарен и да биде квалитетен, ме разбирате? Тоа сакаш да кажеш дека се учи со време? Па да. Добро. Elemental из Скопје, љубов која трае 10 години. Не со вие 10 години, луѓето колку настапи имале од Македонија? Па поводот што Elemental се одлучија заедно со нас да направиме поголем концерт, за разлика од сите претходни настапи. Ова е 10 години од првото гостување на Elemental во Скопје и 10-ти настап на Elemental во Скопје. Elemental е бенд кој постои оваа година, навршуваат 19 години од нивното постоење. Денот е име нивно шоу, кое досега го прикажаа два пати. Првото беше во Загреб лани, по повод нивната 18 годишнина од постоењето, влегување во полнолетство. Потоа направија исто лани во Белград денот е. И следствено на настаните, и Скопје е дел од за Elemental битните градови. И денот е го носиме во Скопје, интересот за сега е огромен. Elemental исто така со нетрпение чекаат да се случи концертот. Кога пристигнуваат во Македонија, дали ќе има некој спектакуларен дочек и најчесто поставувано прашање при кога ќе прашаш нели дали кога пристигнува, како пристигнува, што побара? Па спектакуларен дочек и Elemental некако не иде заедно. Што побара? Ќе ги исполниме сите барања што ги бараат, немаат некои посебни барања. Ќе дојат ден претходно, многу им е битно да техниката која ќе биде на концертот, сцената, да биде последна генерација на техника и да биде се во најдобар ред. Не побара ништо за јадење? Да направат проби, да направат све. Па имаат Elemental многу добро го знаат Скопје, ја сакаат македонската храна, македонската куња. Значи, гравчек им се дадат, предпоставам. Па, ќе одберат они, ќе им дадеме повеќе избори, тие ќе одберат што сакаат. Кој е по-специфичен за работа? Некој балканец или некој, да кажам, од светски рамки? Па, зависи. Сме имале различни искуства, има најчесто специфични се, бидејќи повеќе работиме со диџеи, најчесто поспецифични се агенциите кои ги застапуваат артистите и диџеите. Сега се случувало агенцијата да бара ненормални работи, но кога ќе дојде диџејот да е премногу скромен и ништо и се до тоа паѓа во вода. Но секогаш сме успевале да обезбедиме се што е од нас побарано. Elemental, каков ќе биде репертоарот? Што се ќе се најде? Покрај огромниот голем хит кој во Македонија знам дека беше доста емитуван и слушан и споделуван из дана од дан.
кои други композиции ќе? Па вака, овој концерт на Elemental ќе биде поразличен од нивните претходни настапи во Скопје, ќе трае подолго, ќе биде еден вид на мега концерт. Па 3 часа ќе трае нивниот настап. Ќе ги представат нивните стари хитови, но ќе се задржат и на најновиот албум, Тиело. За сега тоа можеме да го откриеме. Кога е спектаклот, бидејќи не можеш повеќе да откриеш, кога ќе биде, знам дека ќе биде во Борис Трајковски. Да, во малата сала во Борис Трајковски на 18 март, оваа сабота. Почетокот е во 20:30 часот. Сите да си дојдат на време. Кој ќе биде предгрупа? Предгрупа имаме наш диџеј од нашата продукција. Тој ќе загрее добро публиката и после имаме мега настап на Најчесто кога доаѓаат, еве да прашам, нели големи имиња, сите знаеме дека пред да имаат тие настап, имаме предгрупа, сите доаѓаат точно на време или се доаѓаат пример во 11, почна во 11 ќе почнеме. Да, малку публиката ни е разгалена, сите доаѓаат покасно и доаѓаат 80% од публиката доаѓаат во горе-долу исто време. Тогаш се стварат гужви и такви работи, но навикнати сме, знаеме. Ќе се промени или некогаш еве и овој синдром, еден меѓу многуте? Па се надеваме дека ќе се промени. Смислуваме некои работи да направиме да доаѓаат порано, да биде тешко. Затварете врати, оставите ги пред врата, за друг пат ќе знаат. Па не би можеле така, сепак се тие наша публика и така. Ти благодарам за твоето гостување, мислам дека напоменавме се, да повториме само оваа сабота, малата сала на Борис Трајковски. 20:30 часот. Да прашаме кога ќе настапат, од колку часот ќе бидат Elemental, за да знаеме? Elemental од 9 часот настапуваат, па се до полнок. Така, значи не морате да доаѓате во 10, затоа што дечките почнуваат во 9, разбирате? Затоа кажав во 20:30 сите да бидат веќе дојдени на концертот. Влезници за тие што не купиле може да си купат во Пола Југотон и сите продажни места на купи карти за се. Тоа јас ми више можеме како форшман да те го исчитам, затоа што секаде го има. Мене ми интересира, еве, буквално и кога сме кај картите, реков ќе се одјавам, но нема да се одјавам, кога сме кај картите, колку е тешка дистрибуцијата на карти и, еве, пример, нели, сите овие места се, зашто вие некогаш не се потрудите, например, со купен прашок, гратис карта, Па, имаше такви пиар стратегии. Ќе се вратиме претходно тоа на други настани одговарање на нашите. Може Мирослав Илич да го продаваат со прашок за перење лишта. Така, ти благодарам за твоето гостување, благодарам на искреноста, ја се надам дека ќе биде овој еден од многуте успешни настани на вашата продукција, па се гледаме в сабота. Обавезно. Вие одите и гледате реклами во следните минути.